Добро вечер, во топ тема на ваша страна. Говор на омраза, нетрпеливост, насилство и деструкција. Кој е одговорен што Македонија тоне во социјална криза? Зошто и децата од најмала возраст се полни со предрасуди и не толерираат различности? Дали државата дискриминира наместо да ги спречува поделбите? Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираат Александар Спасиновски, Васка Бајрамовска, Ивана Туфекџиќ и Бојан Јовановски. Почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Длабоките поделби меѓу луѓето уште повеќе ја зголемуваат дискриминацијата по сите основи. Најзагрижувачки што и децата се нетолерантни кон различните од себе, а како последица во пораст се насилствата. Дали државата дискриминира наместо да спречува? Вечерва на оваа тема дебатираме со Александар Спасиновски, член на Комисијата за заштита од дискриминација, заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска, пратеничката Ивана Туфекџиќ и Бојан Јовановски од невладината меѓународен совет, инаку Сојуз. Се извинувам, инаку многу попознат како Боги 13. Добро вечер. Добро вечер на сите. И добре дојдовте. Ќе почнеме емисијава со еден случај што во вестите на Телма во ноќно студио беше синоќа дискутиран. Над 2000 деца во Скопје се практично дискриминирани затоа што не можат да користат бесплатен ученички билет. Има правило дека треба да живеат 2,5 километри од училиштето. Околу 2000 деца мора да пешачат некогаш околу 2 километри, затоа што според овие правила немаат право на бесплатен превоз. Господјо Бајрамовска Мустафа, како вие гледате на овој проблем, со оглед тоа што градските власти ветија дека ќе го решаваат идната година? Проблемот кај нас е токму тоа, дека се што треба да се реши кратко, бргу, затоа што е во интерес на поголема група на граѓани, вклучително во овој случај станува збор за чувствителна категорија за деца, ние секогаш ги оставаме работите да бидат некое друго време. Како што споменавте, тоа е предвидено со правна норма, со закон. Нешто што е надвор од логиката. Ако тргнете од правната регулатива, од уставот, и основното и средното образование се задолжителни бесплатни. Во таков случај нормално е да се очекува образованието да му биде достапно на секое дете, без ограничување. Прашањето е што е всушност тоа 2,5 километри од училиштето ако не е ограничување. Ако не е нееднаквост, односно ставање во нееднаква положба на деца. Зошто? Само поради оддалеченоста од училиштето во кое што живее. Зарем треба да му се дозволи на дете да патува, да пешачи, замислете ги руралните места, каде што треба да патува 2,5 километри, да стигне до училиштето, воспротивно, ако е повеќе од 2,5 километри, ќе му се дозволи да добие возачка, да добие слободна карта за превоз. Господјо Туфекџиќ, коментирајќи на социјалните мрежи, најчесто се споменува пратениците. Вие сте меѓу нив, пратениците кои месечно и годишно добиваат илјадници евра за превоз. Државата која им обезбедува, а учениците се ограничени. Вие како пратеник тука во истово студио, да, вие не добивате, дека се во Скопје, меѓутоа вашите колеги, да. Да, јасна ми е паралелата. Првенствено морам да кажам, ова е стара една норма со ограничувањето 2 километри, мене никогаш не ми било јасна, затоа што јас сум живеела поблиску до школото,
Така што на вистина не ми е јасно кое е тоа ограничување со оглед на тоа дека слободната карта за превоз децата не ја користат само за одење до училиште и враќање назад. Тука ја користат за многу други активности. Тој дел никогаш не ми бил јасен. Во однос на паралелата предпоставувам и апелирам до градот Скопје, до градоначалникот, во буџетот за 2018 година да ги предвиди средствата за бесплатната јавен превоз за сите ученици без разлика каде живеат. Што се однесува паралелата за патните трошоци на пратениците, тоа е проблем, например, јас влегов со тој проблем, го увидов тој проблем што претходно постоел и се изготвија неколку предлози. Да, меѓутоа, очигледно, кај претениците нема консензус за важни закони, меѓутоа за превозот тука има консензус. Се изготвија предлози во поглед на решавањето на проблемот околу високите трошоци за пат кои што ги добиваат пратениците од внатрешноста, кои што навистина таму според формулата се 30%, што во денешни услови е високо. И тука постои согласност, меѓутоа во моментов се бара моделот кој што ќе го замени постоечкиот модел. Колку што јас знам, се одвиваат некакви разговори меѓу пратеничките групи околу тие модели и мислам дека набрзо ќе се донесе некое решение кое што ќе ги субституира овие високи. Спасеновски, вие бевте пратени, Да. го верувате ли дека парламентот ќе ја промени одлуката и Видете, дали учениците се дискриминирани наспроти пратениците? Две теми и се разбира алузијата е прилично сликовита за да укаже на проблемот со кој што се соочуваат учениците. Меѓутоа во суштина од мој лично искуство како личност која што 3 наврати беше избирана за пратеник во Собранието Република Македонија, имам свој став и во однос на ова што го начна колешката. Во однос на средношколците јас мислам дека има неколку добри и неколку лоши работи. Правната рамка, освртот, анализата ја објаснивте и тука не би навлегувал нешто подетално. Меѓутоа добро е дека беа воспоставени стандарди. Добро е дека, за разлика од минатото, со вкупниот раст на општеството и на државата, дојдовме до ниво да можеме да испочитуваме до крај онаа норма според која основното и средното образование се бесплатни. Овој, да речеме, гап, оваа недоследност која што сега детектираме, не верувам дека ќе представа посебен проблем, особено заради фактот што најголемите трошоци кои што ги издвојува градот, институциите во таа насока, веќе се распределени на најголем дел од учениците во градот Скопје и во другите општини се разбира, и во таа смисла не верувам дека би представувало посебен проблем и оваа помала група која што живее поблиску до местото, со своето место на живење до своето училиште, дека нема да биде опфатена. Главно е дека се воспоставуваат стандарди, дека тие стандарди треба да се развиваат. Во однос на укажувањето кој што го споменавте со пратениците во Собранието Република Македонија, тоа е вечна тема и имам чувство дека постојано од време на време, циклично, особено додека бев во Собранието Република Македонија, истата се актуализира. Тука имаме две нешта. Првото е во однос на привилегиите на пратениците и второто е во однос на патните трошоци. Мислам дека клучно е да се направат неколку разлики. Прво, дека не сите пратеници земаат трошоци за пат. Согласно географската дистрибуција, мислам, најголемиот дел од пратениците кои што потекнуваат од Скопје, кои што живеат на 10 километри од работното место, тоа право не го остваруваат. Во однос на пратениците кои што не живеат во Скопје, ние не можеме да го негираме фактот и тука не сакам никого да бранам, дека станува збор за реални трошоци, доколку се почитува правилото, кои што ги имаат пратениците од сите пратенички групи, за да дојдат од својот дом, да речеме, во Радовиш, до Собранието на Република Македонија. И тука не можеме да го негираме фактот дека постојат реални трошоци. Меѓутоа, она кое што можеме да го направиме како општество, и ово кажувам искуствено, сега веќе со една дистанца и комоција во смисла дека не сум дел од Собранието на Република Македонија повеќе, она што треба да се направи е да се зајакне контролата. А како подтекст на целокупнава тема околу големите привилегии на пратениците, искрено мислам дека тоа е една лажна вест, сега често се употреба тој термин лажна вест, особено доколку се споредат со статусот и со
привилегиите кои што ги имаат споредено со своите колеги од регионот и особено доколку се споредат со статусот и привилегиите кои што ги имаат, да речеме, пратениците во некои други европски држави. Да, пратениците не се тема сепак на емисијата. Бојан, вие работите со социјално ранливи категории, како оваа дискриминација се во однос на прво прашање кое што го поставивте, ќе се сложам, односно првото прашање за овие дечиња од број од 2000 тоа е на ниво сам на град Скопје. Да. Но тука се поставува прашањето што се случува со оние деца кои што одат и по 10, 12, 13 километри секој ден од руралните средини. Имаме такви случаи многу, со кои што ние ни доаѓаат секакви барања од секакви семејства и ја знаеме таа проблематика како таква. Искрено да ви кажам, ова е земја колку и ние сега вечер овдека да сакаме да бидеме конструктивни и паметни, мораме да признаеме дека Македонија е земја каде што дискриминацијата за жал се уште царува. Јас сметам дека овие дечиња деца се дискриминирани поради тоа што и таа законска регулатива треба да биде променета. А во оваа паралела која што вие ја направивте во однос на пратениците и тоа дали тоа треба да биде променето, пратеничката Ивана кажа дека сега пратеничките групи нели преговараат и договараат, и јас мислам дека уште многу подолго ќе преговараат и договараат за да одложат моментот на донесување на одлуката. Така. Кога сме кај децата, она што најмногу загрижува дека децата од најмала возраст се полни со предрасуди, не се толерантни кон различните од себе. Како тоа изгледа, ќе видиме од прилогот на Александар Манасиев. Слика од насмеани деца и цвеќиња ќе ве пречека безмалку во холот на секој училиште. Но не секој ден во училишните клупи е весел како на сликата. Шамари, тупаници, но и ножеви и пиштоли играат во училиштата. Нетолеранцијата меѓу младите е во пораст. Годинава ученик од Тетовско Палатица беше ранет со пиштол во грбото повозрасно дете. Пред неколку месеци, ученик од Скопје беше прободен со нож во вратот. Еднакво како ножевите и пиштолите, боли и психичкото насилство, кое е многу почесто. Ученичка од Скопје деновиве доживеала терор од незина врсничка, која поради банална кавга лепела незини фотографии облечена во костим за капење, пишувајќи "Не си вредна, ти си нула". Ваквите и слични примери покажуваат со какво насилство, нетолеранција и дискриминација се соочуваат учениците во Македонија. Две наставнички од основното училиште Лазо Трповски во Скопје одлучиле да се обидат да го променат ова. Заедно со колеги од училиштето Лирија во Чаир го спровеле проектот против насилство под исто небо, подржан од програмата Цивика Мобилитас. Ние бевме како наставници сведоци на зголеменото ниво на насилие меѓу учениците, на нетолеранција меѓу нив што се јавува, меѓу врсниците, нивни, особено на преварите фудбалски, на улиците низ Македонија, во автобусите, и сето тоа беше еден аларм, значи створи еден аларм кај нас. Ученици македонци, албанци, турци и роми учеа како наједноставно да ги струшат меѓусебните предрасуди, но и како да му кажат не на насилството. Самите деца не доведоа до создавање еден ваков тип на проект кој што понатаму ќе ја пренесе пораката дека всушност сите се бориме против насилство, затоа што сепак се тоа само деца. Професорите се како втори родители, па често децата ним се обраќаат ако имаат проблеми. Имавме поплаки дека се соочуваат со девијантни, насилни однесувања на поединци или на социјалните мрежи, но и воопшто низ градот. Имале искуство за такво нетолерантно однесување и токму и тоа беше и поводот меѓу другото. Ние и за тоа и дискутираме и на часовите. Дел од учениците од 8 и 9 оделение од двете училишта за прв пат се сретнале со соученици од друга етничка заедница. Имавме деца кои што никогаш во животот не преминале од другата страна на реката Вардар и воопшто не знаат што постои таму. Да кажеме, најдалечна дестинација била Старата чаршија. Така што сакавме да ги прошириме тука хоризонтите и самите деца да сватат дека од другата страна на реката може да отидат без никаков проблем. Учениците преку јога, уметност, модна ревија и дебати се обидувале да научат што повеќе едни за други.
Со секој изминат ден, предрасудите се намалувале, а на сметка на тоа се раѓало и пријателство. Кога разговаравме дека на фудбалските надпревари има некои надписи кои што за албанците не се добри, дека тие би биле навредени доколку би го слушнале тоа или виделе. Такви некои од надписите биле пример смрт за шиптари и ние кога бевме таму разговаравме дека тоа не е во ред и дека треба да се подобри, дека ние ништо нема да постигнеме ако ги наведуваме нив. Претходно мислев дека они се нешто поразлично од нас, пошто не сум имала таков контакт со личи со друга вера. Откако почнав се дружам со нив, ми се смени мислењето. Ние што одиме секој празник во црква, тие одат во џамија и од секогаш ме интересирало како влегуваат, што прават таму и ми се укажа можност да видам како всушност тие реагираат, како се однесуваат во џамија, какви се нивните правила. Самите ученици сведочат дека насилството е присутно и на социјалните мрежи, но во конкретниот случај, учениците од Лирија и Лазо Трповски докажале дека истите тие мрежи може да се искористат и за тоа што се наменети, за дружење. Се разбира дека сум целосно против насилство или навредување на социјалните мрежи. Ние го одбегнуваме тоа и ги искористивме истите мрежи, например Facebook, само за да ги зацврстиме врските и дружбата со пријателите од Лирија. Според полициската статистика, до септември годинава во училиштата имало 53 случаи на насилство кои го сториле 143 ученици. Професорките од Лазо Трповски се свесни дека насилството и дискриминацијата нема да исчезнат преку ноќ од училишните клупи, но сметаат дека нивниот проект е чекор напред кон позитивна промена. Видоа самите дека имаат многу заеднички елементи ги спојуваат, а не ги раздвојуваат. Дека буквално се е исто, само јазикот е различен. Чувствата кај сите се исти. Толеранцијата и разбирањето се вежбаат и на училиште, но и дома. Па така, овие ученици како домашна задача добија и писмена на тема "Љубовта е потик за поголеми дела", дела што во иднина се очекуваат токму од нив. Да, ова е само проект. Во реалноста ситуацијата е многу посложена и загрижувачка во училиштата. Сведочењата се изненадување на самите ученици дека едноставно не знаат ништо едни за други по етничка основа, меѓутоа има дискриминација по секаква основа. Спасеновски, што е причината за ваква поделеност во општеството и за вакви предрасуди, незнаење, дискриминација? Не е ништо ново доколку кажем дека стана збор за мноштво од причини, дел се особено само на Република Македонија, дел се оние деривати негативни кои што се резултат на вкупната глобализација и развој на општествата. Во однос на Република Македонија мислам дека состојбата во училиштата, но и генерално во сите сегменти од општеството е резултат на континуираната, долготрајна политичка, во делови и етничка криза која што постоеше во државата и која што влијаеше во насока на зголемување на вкупната тензичност како резултат на долготрајноста на кризата и изборите во континуитет кои што претходно парламентарните па локалните кои што беа одржувани, и мислам дека сето тоа влијаеше на свој начин и имаше свој негативен одраз. Секако тука си оние други елементи кои што се поврзани со процесите на глобализација, на информатизација, на пристапноста на секаков тип на информации до сите нас, вклучително на тоа и до децата. И во оваа прилика не би сакал многу да мудрувам, се разбира, колегите би кажале свој став, само јас би укажал на една работа која што сметам дека треба да се направи, а тоа е дека државата можеби треба да размисли, институциите да размислат, ресорното министерство да размисли како да се контролираат содржините до кои доаѓаат децата по пат на интернет, во училиштата за време на наставата и интернетот влијае, од друга страна гледаме дека тие не знаат едни за други. Клучната улога имаат семејствата. Клучната улога имаат семејствата. Децата од своите основни навики, воспитување, однос кон другите луѓе ги стекнуваат во семејството. И тоа е базата од која што тие понатаму се развиваат низ животот. Се разбира сите оние негативни нешта со кои што тие ќе се соочат во нивното секојдневие ќе го обликуваат дополнително нивниот карактер. Меѓутоа задачата на државата се обиде со разни мерки, со интегративен пристап
тие работи да ги промени. Јас само сакам да укажам дека од 2008 година по повод меѓународниот ден на безбеден интернет организиравме јавна расправа со Собранието Република Македонија, која што беше мултипартиска, беа вклучени колеги од сите политички партии, и од ВМРО, и од СДСМ, и од УИ, и од ДП во тоа време, и донесовме декларација за побезбеден интернет во која што институциите превземаа обврски да се вложат напори, да се инсталира тој, да речеме, родителски софтвер или да се види контролата на примената на тој родителски софтвер во училиштата и на јавните површини кај што има јавни интернет Wi-Fi точки, со цел да се оневозможи на некој начин децата да доаѓаат до такви штетни содржини. Истовремено се разговараше и околу категоризацијата и достапноста на видеоигрите, кои што во најголема мера се со насилна содржина. Ама во видеоигрите вие немате поделба по етничка основа. Зборуваме за насилство. Контролен сервис за родителите, значи за родителскиот сервис, поради тоа што се ова што го гледате и се ова што го зборува господинот Спасеновски доаѓа некаде од семејствата, и мислам дека коренот на проблемот во овој прилог што го видовме е неинформираноста, неедуцираноста и немање на сериозен пристап кон воспитание на сите тие деца, и тоа доаѓа некаде од дома, поради тоа што вие велите дека да, децата се само жртви и последица на она што се домашното воспитување. Да, не само домашното воспитување. Таму почнува. Меѓутоа, ако тргнеме од состојбите, зборуваме за една категорија, зборуваме за една чувствителна тема, а тоа е колку родителите имаат можност сериозно да се посветат за своите деца, колку правилно ги воспитуваат од една страна, а после тоа го прават првиот чекор во училиште. Ние денеска се уште живееме во училишта каде што се врши сегрегирање на ученици по паралелки. Како може да очекувате од училишта каде што родители одбиваат да ги запишуваат децата токму поради определена етничка припадност или поради определена верска припадност или поради попреченост со јавни петиции, протести да бидат испишани таквите деца, да зборуваме за толерантност. Имате пријави кај вас дека секоја за година дискриминација, рековте, вела дека се најсурови кон децата со попреченост. Кон децата со попреченост, кон децата припадници на ромската етничка заедница, кон децата кои што потекнуваат од социјални категории на граѓани. Имаме ситуации каде што децата се срамат да одат во училиште поради тоа што нивните родители не работат, немаат постојан материјален приход и се принудени да обстојуваат да се снајдат како што можат. Во такви услови детето облекува што ќе најде. И тој се соочува со неприфаќање од другата страна. Во какви услови тогаш, за каква толерантност зборуваме, за какво прифаќање на различности? Мислите дека во интернетот што го потом тие деца ја не има деца кои што немаат пристап до интернет, меѓутоа она што е пострашно. Ние имаме учебници кои што дискриминираат. Имаме содржина на учебници кои што поминува низ рецензенти, група професори, педагози и уште какви нестручни лица кои што дозволуваат и во училиштата и на факултетите да се учат содржини со дискриминаторска содржина. Туфекџич, јас во принцип на заменикот правобранител немам горе-доле околу образовната компонента некој коментар, освен делот и каде вие мислите дека лежи причината на нема да зборувам за основни агенции на социјализација. Несомнено, семејството, образованието и понатаму средината. Меѓутоа, во образованието ние имаме и проблем со несоодветен наставен кадар, кој што не знае да препознае насилник во рамки на оделението. Има во одредени оделенија и тоа зависи и од политичка некогаш, социјална конотација, има етничка конотација, има насилник кој што службите, тука е улогата на педагошките служби во училиштето и на психолошките служби кои треба да го препознаат и да работат со детето и со неговите родители. Не секогаш, во право е заменикот правобранител, не секогаш родителите имаат толку време, посебно во ова време денес, да посветат на децата. Меѓутоа, училиштето е тоа кое е вториот дом нивни, нели? Во кој што треба да стекнат одредени навики. Втората работа која јас ја лоцирам, за жал е јавниот говор. Ние децата не можеме да ги тргнеме од телевизиите. И тука не се согласувам со Спасеновски. Затоа што, да, интернетот, апсолутно, тие имаат пристап до интернет и гледаат разни содржини. Да, меѓутоа, само дел. Реално, дома гледаат и вести. И на вестите, ние, особено ние, и вечерва,
продуцираме одредена содржина, која дали во трчање по дома ќе ја чујат. Имавме една ситуација која морам да ја раскажам на онаа маратонската конститутивна седница на парламентот, еден петок, кој што е отворен ден за граѓаните и вообичаено имаме ученици од училишта кои доаѓаат во посета на собранието и доколку има седница ги пуштаат и горе во галеријата каде што седат новинарите да следат. Меѓутоа, тие седници беа тешки, со тешки зборови и имаше и многу албанофобија и беше навистина, имаше присутно говор на омраза и дискриминација. И во еден момент ние забележавме дека горе слушаат деца од основно училиште. Не престанаа пратениците со говорот. Едноставно, да, меѓутоа не можете да ги тргне. Префрлате на медиумите, оти деца, родителите се тие кои одредува. Јас не го префрлам на медиумите, го префрлам на секој од нас кој што излегува на медиумите и кој што продуцира одредена јавна содржина. И говор на омраза. И говор на омраза и говор со дискриминација кон одредена група. Ако дозволите само јас да дополнам. Проблематично и треба да се работи многу да се познаваме меѓу себе си. Неодамна една невладина организација деновиве почнаа со проекти Доста е, стоп за дискриминацијата, да зборуваме против стереотипи и предрасуди. Бевме поканети да присуствуваме една работилница со ученици од мешан етнички состав. Зборувавме за теми преку примери и навиду не сите ние се почитуваме едни со други. Меѓутоа кога почнуваат примерите, веднаш излегуваат и спливуваат на површина поделбите. Овие деца и оние деца. Ние живееме, поминуваме покрај нив, меѓутоа не знаеме како ве нивниот живот. Паралелни светови. Да. И тоа е проблематично. Во една мултиетничка средина, во едно мултиетничко општество мора да се вложи на се поголемо запознавање меѓусебно, почитување на различностите, негување на различностите и на карактеристиките. Имаме обратен. Имаме обратен. Денеска ние треба да зборуваме како да ја зајакнеме еднаквоста. А ние, за жал, зборуваме за тема дискриминација за разликите. Ги споменавте вие учебниците, скандалозни беа многу содржини околу тоа како се формулираше семејството. Имавме кампањи и во текот на владењето на минатата Мене ми го влада. поставите прашањето, да. поради тоа што ме гледате, кажете. Скандалозно беше, морам да го кажам, и особено како се дефинираше хомосексуалноста, како изопаченост, ненормално, дури беа нарекувани луѓе со психотични личности и така натаму. Како вие тоа го доживувате? Ја не знам дали тие учебници се воопшто поправени. Повлечени. Да, повлечени. Да, меѓутоа е доволно скандалозно што доволно е скандалозно што постоело, сега дали се повлечени, да бидат повлечени. Некако јас кога сум се појавил како јавна личност, поради тоа што мене ми го упативте ова прашање, ќе се потрудам да бидам прецизен. Јас кога се појавив како јавна личност на свој 15-тина години, се појавив во, сум бил поразличен од останатите и некогаш односно некој што за мене тоа било привилегија, не било никаква мана, но другите тоа го гледале како мана и како причина за да мене ме етикетираат и ме стават во некаква група. Точно е тоа дека јас некаде свесно сум се играл со таа сексуална определба и сум кокетирал со истото на таа тема и така сум се представувал. Но на тој начин јас сум сакал да го изразам својот револт кон општеството во кое што се наоѓам, поради тоа што општеството вели дека јас морам да бидам сличен на господинот Спасеновски, кој што е облечен примерно и кој што ево една, мислам го земам за пример, не сакам да ме свати погрешно, кој што припаѓа на сеопшто прифатената група на луѓе. Мене често ми го поставуваат прашањето за праид популацијата, односно ЛГБТ заедницата. И точно е дека таа група на луѓе е дискриминирана и дека е директна жртва на насилство, на вреѓања, на најгадните зборови кои што може да излезат од човечка уста. Како 15 години, па како на 15 години... Мене ме прашувате како мене ми било. Да, вие споменавте. Јас сум борец, но јас сум единствен пример од тоа дека јас гордо сум се носил не со обрителни манија, што правиме со оние поранливите или не толку силните кои што тоа им ствара еден сериозен
проблем до живота ни го влечат се додека се живи и никогаш не се чувствуваат слободни во своето тело, нити па да бидат целосно прифатими од општеството само поради тоа што се различни. И колку и ние овдека да сакаме сега да ги поставиме правилно тезите. Правилните тези се во секое семејство кое што не гледа. Во секој еден човек кој што сака да развие толеранција прво кај себе, мора да разговара сам со себе и да ги прифати луѓето поради тоа што, знаете, мене многумина оние кои што ме атакувале и ми велеле ваков или таков, апропо тоа кокетирање со сексуална определба, истите тие имаат деца. И истите тие може да им се случи нешто слично. И што ќе прават? Тој е нивно дете. И секогаш сум го поставувал тоа како прашање. Јас сум некаде оптимиста поради тоа што гледам дека работите се движат во подобар правец. Да, каде го гледате тоа? Па го гледам, ја сега би бил нереален кога ќе земам уназад неколку години како тоа било, колку сме биле поголеми жртви на дискриминација, сега некако гледам дека поотворено зборуваме за тоа. Еве, вие си дадовте за право да ме викнете во емисија, ако може би имате некакво мислење поинакво за мене. Си дадовте, односно зборуваме поотворено за сите тие работи. Не, јас си давам само пример, не мислам конкретно на тоа дека вие имате нешто против. Но сметам дека со самото тоа дека премиерот Зоран Заев отворено зборува за сите овие проблеми, беше во посета на центарот на Прајд заедницата. Сето тоа се работи кои што одат во една подобра линија. Да, меѓутоа тој дојде од како таа заедница да почна конечно отворено да Па не може да функционира нити поради тоа што беше жртва на насилство. Јас нити сум представник на таа заедница, нити сум ги представил, нити сум член. Да, меѓутоа но јас сега зборувам во една форма како човек кој прави, имаме така. Но во исто време сме и сведоци на една ситуација каде политичари кои што се борат за гласови на овие граѓани во своите политички обраќања во кампањиве кои што беа етикетираат и зборуваат, односно држат отворени говори на омраз. Тоа е примерот со градоначалникот на општина, односно кандидатот за градоначалник, бившиот градоначалник Стефчо Екимовски, каде што сум ја директна жртва на говор на омраза, и тоа се случи и со лидерот на опозицијската ВМРО ДПМНЕ, Никола Груевски. Никола Груевски на своето обраќање во Охрид исто така зборува во една негативна смисла, во негативен контекст го става моето име, сакајки да ги подсме или навреди владата и Социјалдемократскиот сојуз. Тоа се работи кои што мораат да се зборуваат многу отворено и да се навлезе во суштината на тој говор. Господин Спасиновски, дојдовме до политичарите и оние кои говорот на омраза навистина доминира последнава деценија, некако се случија и реакции, протести, многу агресија. Колку политичарите и сполитизираното општество може да се спасат од ова сега што не случува? Некако излегува дека не втурна? Видете, каква е нивната одговорност? Па во суштина одговорноста на политичарите и на политиката не е голема, особено заради поставеноста на системот во секој демократско општество. Тие ги креираат политиките, го креираат амбиентот, ги носат законите и соодветно на тоа каков тип на политики, закони и амбиент креираат, таква ќе биде состојбата во државата. Јас ви споменав дека Република Македонија веќе во подолг период се наоѓа во една драматична политичка состојба која што има своји реперкусии во различни сегменти од општеството, вклучувајќи и оваа општа нервоза која што владееше или владее се уште во одредена смисла во општеството и како таква се разбира најголема одговорноста на политичарите. Меѓутоа, од друга страна, таков е системот и нема подобар систем од овој како таков кој што е воспоставен во представничките демократии и тоа е едноставно една состојба која што со нашата зрелост ќе треба да надминеме и преку давањето на примери
од страна на политичарите кон своите опоненти од различна политичка партија или од различна етничка или верска припадност, манифестираат поведение кое што го следат граѓаните и на тој начин да се откочи, би рекол, тој еден магичен круг на нетрпеливост и во одредени делови омраза, која што очигледно дека постоеше и се уште мислам дека постои во Република Македонија, и во таа смисла најголема одговорноста на власта. Можеме се да кажеме, меѓутоа сега на сцена доаѓа власта која што треба тоа да го манифестира тој однос преку конкретни чекори, конкретни проекти насочени кон секако одговорност има и претходната власт, веројатно. Дозволите ли едно конкретно прашање? Дали имам право на едно конкретно прашање, преди тоа што вие сте член на Државната комисија за заштита од дискриминација. Да. Како вие конкретниве примери, сега да не зборуваме премногу за општи работи. Конкретни примери кои што сега ги наведов и го имате директната жртва, односно човекот кој што бил атакуван и покажан со прст на отворени политички говори. Како вие, како Државна комисија, ќе го оцените истото? И што тоа предвидува, преди тоа што таа комисија во моментов не е единствена институција каде што ние можеме да се обратиме? Можете и на други институции да се обратите, не е само комисијата. Знам, него е како Државна комисија е една кон која што можете да се обратите, токму Комисијата за спречување и заштита од дискриминацијата работи врз основа на законот кој што беше донесен во 2010 година. Првиот состав на комисијата својата работа започна во јануари 2011 година. Ние сме втор состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, согласно одредбите од Законот за спречување и заштита од дискриминација. Има постапка во која што вие, доколку чувствувате дека комисијата е адресата на која што треба да се обратите за вашето прашање или за вашиот проблем, имате право да поставите преставка, таа може да биде писмено, може да биде усмено, може да биде електронски или на било кој друг начин, и комисијата во согласно со одредбите од законот ќе анализира истата и соодветно ќе премногу дипломатски ми одговоривте. Јас се прашувам и како човек и како член на комисијата за заштита против дискриминација. Како вие лично го оценувате ова што јас го кажав? Политичари од кои што ние треба да учиме и кои што треба да не водат, излегуваат, изборуваат отворено, шират отворен говор на омраза, шират раздор и дискриминираат особена личност. И мислам дека претходниот одговор беше во таа насока дека Република Македонија последните 2 години не живее во еден нормален амбиент. И во тој амбиент на една тешка, напната политичка криза, политичарите се носат со состојбите и придонесуваат во позитивна и негативна смисла. Да не им взимаме за зло, поради тоа што е ненормална ситуацијата, по ова што го велите. Сите се политички личности. Знаете, не мора да сте лидер на политичка партија за да бидете политичка личност. Вие прекрасни дипломатски ми одговоривте, дали вие тоа го... Сакам да ви кажам дека дали вие ќе го осудите како член на таа комисија? Да понесе својот дел од одговорноста. Не зборувам, вие дали би го осудили истото? Нема да се осуди. Во моментот кога ќе ја добиеме представката од ваша страна, комисијата ќе постапи. Меѓутоа сакам да ви кажам дека секој го носи својот дел од одговорноста. И ова е дискриминација, сега вашиот одговор е дискриминација. Сите ние тука не е дискриминација, единствено само сакам да ви кажам дека не треба да ги гледаме еднострано работите, дека овде имаме конкретна ситуација, зборуваме сега за конкретно нешто, не зборуваме сега еднострано или двострано, зборуваме за отворен говор на омраза каде што личноста сум јас, во овој конкретен случај зборувам во свое лично име. И како директна жртва и директно повикан, јас ви поставив многу конкретно прашање, дали вие како представник од таа државна комисија, дали би го осудиле ете се тој чин и тој говор на омраз? Ние не можеме да осудиме, можеме да даеме мислење доколку поднесете представка. Јас рецимо доколку некој каже за некого, јас тоа ќе го осудам јавно доколку сметам дека не е прикладно и дека е дискриминирачки говор и немам проблем да осудам нешто што повикува на раздор и што е говор на омраз. Секако. Значи, буки нема ни да можеш да се повикаш на представка во комисијата од причина што во постоечкиот закон за спречување на дискриминација не стои сексуалниот или родовиот идентитет како основ за дискриминација и од тие причини мислам, меѓу многуте причини, како и Комисијата за заштита од дискриминација, која што, за жал, чиј што председател, за жал,
во медиумите продуцира говор на омраза и дискриминација, изборувам за Александар Даштевски, и тоа е, не знам како да ви кажам, да сте граѓанин и да ви е прекршено право да сте дискриминирани, да треба да му се обратите на човекот, а претходниот ден сте го слушале како зборува дека албанците се клети и слично, и се вие треба да му се обратите да ве заштити. Се разбира дека нема. Меѓутоа, во законот, колку што јас слушам и од Министерството за труд и социјална политика кој што го изготвува, меѓутоа и од експертите, во тој закон се предвидува и професионализација на Комисијата за заштита од дискриминација и се внесува сексуалниот и родов подготуваат некои идентитет. измени. Мислам дека Спасиновски... Мислам, чувствувам потреба да дадам кратка реплика. Можеби сите имаат различна, во случајов, политичка или можеби идеолошка перцепција на нештата, меѓутоа такво нешто од председателот на комисијата веројатно немате слушнато, можеби станува збор за перцепција или за недоволно разбирање, и како негов колега должен сум ова да го споменам, не заради нешто друго, туку заради тоа што чувствувам врска токму заради таквата колегијалност. Законот за спречување и заштита од дискриминација, бидејќи учествува во неговата подготовка од 2010 година, заедно со представници на невладините организации, тргнавме од намерата дека треба да се донесе таков закон. Одговорно тврдам дека независно дали ќе биде донесен нов закон или нема да биде донесен нов закон, постојното законско решение на одличен начин го решава прашањето на борбата со дискриминација во Република Македонија. Тоа законско решение беше подготвено од група на невладини организации и се разбира во политичките разговори кои што ги водевме во тоа време со нив, се обидовме да најдеме заеднички јазик. Професионализацијата на комисијата, која што вие зборувате, тоа е една од опциите. Меѓутоа, најголем дел од искуствата, доколку ги земете искуствата во европските држави, ќе видите дека такво решение едноставно не се применува. Тоа е една од опциите, меѓутоа искуството поврзано со имплементацијата на ваквите законски решенија во други држави укажува на спротивното, односно дека Република Македонија има обезбедено добар пример. Добро законско решение. Дали имаме проблеми? Да. Јас ќе ви кажам како член на комисијата и како човек кој што работеше во изготвувањето на законот. Проблемите можеме да ги најдеме единствено во два дела, а не во опфатот и во правата и обврските кои што им ги нуди законот на членовите на Комисијата за заштита од дискриминација. Јас повикувам, ќе се разговара политичка одлука на пратениците какво законско решение ќе усвоат или нема да усвоат. Меѓутоа, она што го знам е дека комисијата има два типа на проблеми. Едниот тип на проблем и другиот тип на проблем не се решаваат со законски измени. Првиот тип е во однос на немањето на стручна и административна служба која што ќе им помага на членовите на комисијата, и второ, проблем што треба да се регулира. Меѓутоа е факт дека невладините организации го критикуваа составот на комисијата веднаш што беше изран, бидејќи во него вие се бивши пратени, уште еден има бивши пратеник од други. Од 7 члена, 6 се доктори на науки, универзитетски професори кои примарно со својата работа се занимаваат меѓу другото со проблематиката на човековите права и слободи и недискриминацијата. Во таа смисла, моја обврска е да го бранам она што како наследство овој состав на Комисијата за заштита од дискриминација ќе го остави на оној кој што ќе дојде. Ние тргнавме во 2011 година, ќе го докажам една реченица и продолжете, нема никаков проблем. Да направиме малку повеќе и малку подобро тоа што го направија нашите претходници и надевајки се дека оние кои што ќе наследат ќе направат малку повеќе и малку подобро од тоа што ние го направивме. Комисијата за спречување на заштита од дискриминација. Имаме подготвивме и малку статистика околу тоа што работеше и комисијата. Статистиката да споделам. Значи, Комисијата за заштита од дискриминација ги реши сите наталожени предмети од претходниот состав и успеа да реши значи со задоволителна динамика, со одлична динамика, се што како представка стигна од граѓаните Република Македонија до нас. Во овој состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди во 20 случаи повреди на правото на еднаквост, односно прекршување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, и тоа е за нас професионална гордост. Ова го кажуваме независно дали ќе се смени или нема да се смени законот. Меѓутоа, стереотипите во однос на тоа дали подобро, помалку добро или лошо работела комисијата, должни сме да ги браниме, и тоа секаде ќе го правиме како членови на оваа комисија. И во таа смисла само сакам да кажам дека ова не е апел да престане некоја постапка за измени на законот. Тоа е политичка одлука.
таа политичка одлука треба да биде донесена во собранието. Нашата политичка одлука кога бевме политичари во собранието Република Македонија беше да донесеме ваков закон за спречување и заштита од дискриминација, кој што беше пофален од апсолутно сите релевантни фактори. Да, очигледно проблемот не е во законот Тупекџиевич па Васка, за да го видиме и она што го подготвивме околу тоа колку представки и на што се работи. Клучен проблем представува во Република Македонија. Ова што го говори Спасиновски. Значи, во ред ние сме напишале закон кој што е усогласен со европска пракса. Да. И тоа е во ред. Или сме препишале ЕУ закон. И сега кога ќе дојде време да го спроведеме тој закон, ние го ставаме Александар Даштевски за председател на таа комисија, кој што јавно вели соросоидните организации, соросоидите го сега значи ние клучно потврламе во делот на имплементација. Ние треба да го поставиме системот како професионален систем, не врз основа, јас не го спорам докторатот на било кого човекови права. Очигледно е дека има потреба од измени законски и добро е што почна изменски промена на законот, односно да се расправа за измените на законот. Ја поздравувам иницијативата на Министерството за труд и социјална политика од причина што следејќи имплементацијата на постојниот закон во пракса утврдивме низа недоследности, односно пропусти. Мораме да признаеме дека како органи чија што примарна задача е заштитата и чија што примарна задача е да ги привлечеме граѓаните, да бидеме отворени кон нив, да сватат дека имаат инструмент, механизам каде што отворено ќе дојдат и ќе може да очекуваат ефикасна заштита на нивните права, потврлив. Па дури Комисијата за заштита од дискриминација, затоа што не е логично да се очекува од еден орган каде што се обраќа граѓанин да бара заштита на правата, да се бара заштита во друг орган да рече заштитете ме од комисијата затоа што ме дискриминира. Ние имаме представки каде што граѓани доставуваат кај нас затоа што комисијата за заштита од дискриминација не им одговара за текот на постапката, не знае што се случува со нивните во овој мандат. Па и во овој мандат морам да кажам дека во претходниот, искрено ќе го кажам ова, со претходниот состав имавме многу добра соработка. Основната задача на нашите две институции, имајќи во предвид и надлежноста на народниот правобранител во делот на заштита од дискриминација и вашата примарна задача каде што имате пошироки овластувања како Комисија за заштита од дискриминација, мора да постои соработка. Мора да постои интересот на граѓанинот на прво место. За жал потврди. Како реагира овие институции кои се задолжени за заштита од дискриминација и дали граѓаните ја бараат правдата кај нив, ќе видиме од фактографот што го подготви Тамара Грнчаровска. Во македонското општество постојат длабоко вкорените стереотипи што доведува до дискриминација по повеќе основи во повеќе области. Само во 2016-та народниот правобранител примил 69 представки за дискриминација, што е за 20% повеќе од претходно. Најмногу од нив 18 се однесува за дискриминација во работен однос, а 17 за дискриминација по етничка припадност. Годинава пак народниот правобранител констатираше елементи на дискриминација во учебници за основно училиште по основ на пол, здравствена состојба, попреченост и религија. И учебниците за високо образование не се имуни на дискриминација. Таму била дискриминирана ЛГБТ заедницата. Од на млади правници кои на оваа проблематика работат од 2010 година и кои имаат добиено првата судска пресуда во Македонија за случај на дискриминација, наведуваат дека таа е најчеста кон ромската заедница, кон бремените жени, но и кон маргинализираните групи на граѓани, особено кон лицата со попреченост. Најмногу видлива би рекла дека беше на граничните премини во последните 5 години, најевидентен тип на дискриминација, меѓутоа и во работните односи. Во работните односи најчесто е по основ на пол. Морам да кажам дека жените се оние кои се дискриминирани почнувајќи од огласите за вработување до интервјуто за работа и прекинување на договори за вработување во случај на бременост. Понатаму постои дискриминација поради политичка припадност, определен социјален статус. Според Оровчанец Аранџеловиќ постојат две причини за зголемување на бројот на пријави за дискриминација од страна на граѓаните. Прво затоа што кај граѓаните постои сега одредено ниво на свест за тоа што е дискриминација и што подразбира нееднаквиот третман. Тоа не значи дека ние сите сме еднакви и исти, туку дека треба да имаме еднаков пристап до правата кои ни се загарантирани и од друга страна е привилегирањето
односно немање еднаков пристап до правда за сите граѓани во Република Македонија. Значи привилегирање на определени категории на граѓани. И во извештајот за 2016-та на Хелсинскиот комитет за човекови права се наведува дека најмногу дискриминација се прави по основ на етничка припадност, пол, политичка припадност, попреченост и религија. Лани тие регистрирале 10 случаи на дискриминација по етничка припадност, 8 по политичка, по 3 случаи по основ на пол и попреченост, но не се занемарливи 16 случаи на дискриминација кои ги завеле во графата друго. Извештајот на Хелсиншки потврдува дека најмногу дискриминација има во работните односи. Дека и оваа година може да се очекува повторно голем број на пријави за дискриминација, укажува податокот на Хелсиншки дека само во месец септември се регистрирани 6 случаи на дискриминација. Според податоците на организациите и институциите кои следат дискриминацијата, во 2016 година се воделе 57 судски постапки за случаи на дискриминација, од кои завршиле 10, 4 биле позитивни, а 4 негативни. Праксата во судовите се гради во последните неколку години. Македонското здружение на млади правници има поддржано од прилика околу 50 на постапки за заштита од дискриминација и во половина од случаите судот има утврдена дискриминација. Судот е најефективниот механизам за заштита од дискриминација, односно граѓанската постапка, бидејќи пресудите имаат правна сила под страф на присилниот апарат за извршување. Во 2011-та формирана е Националната комисија за заштита од дискриминација, но според бројот на представки кои стигаат до неа, споредено со представките и случаите по кои реагирал омбудсманот или граѓанските организации, може да се заклучи дека граѓаните се уште недоволно ја препознаваат како инструмент за остварување на своите права. Слаба точка на комисијата е фактот што незините одлуки немаат правна сила, па често се случува незините препораки да не се почитуваат од вршителите на дискриминација. До комисијата лани стигнале 60 представки за дискриминација, но не само од граѓани, туку и од правни лица и граѓански организации. Во 2016-та таа утврдила дискриминација само во 7 случаи, а во 31 констатирала дека не постои такво нешто. По 20 представки се прогласила за ненадлежна. И со извештајот на комисијата за минатата година се потврдува дека работните односи е областа каде најмногу се врши дискриминација со 40% од случаите, пошто следува пристапот до добри услуги со 25%. Гледате Топ тема на ваша страна, дебата за зголемената дискриминација по сите основи. Господјо Бајрамовска Мустафа, колку луѓето знаат кому да се обратат доколку се жртви на дискриминација, доколку виделе дискриминација? Има печаток дека не ги знаат патиштата и дека на тој начин тоа е некоја скриена дискриминација, но овој пат од страна на државата. Народниот правобранител досега во неговиот мандат на постапување и во неговата задача беше орган кој што ги штити правата на граѓаните. Со измените на Законот за народниот правобранител донесени во септември-октомври минатата година, кои што се применуваат од март и април оваа година, во неговиот мандат дадена е една поширока надлежност да врши истовремено и промоција на човековите слободи и права. Нешто што е многу битно, нешто во чии рамки спаѓа и информирањето, запознавањето на граѓаните со институцијата Народен правобранител, меѓутоа и со другите институции или механизми за заштита од правата. Ако направиме една споредба за од функционирањето на институцијата до денес, ќе видиме дека од година во година бројот на представките, бројот на граѓаните кои што се обраќаат до народниот правобранител се зголемува. Меѓутоа, ова не да се случи и еден скандал, како што вие го оценивте, во собранието, вашиот извештај, пратениците немаше кворум пратениците да го За жал, еве и тоа се случува. Тие кои што го носат законот, тие што го изгласаа законот, за момент заборавија дека имаат обврска и да ги усвојат, да ги утврдат заклучоците, на некој начин ќе дадат до знаење на јавноста дека сериозно се залагаат за промена на состојбите со човековите слободи и права. Слушнавме дефокусираност и слушнавме некои други оправдување. Меѓутоа, не само тоа, граѓанинот да ја стекне довербата во институциите која што е изгубена. Значи, да се има констатации во еден извештај, кои што го земаат за пример сите меѓународни институции и организации, кога станува збор за оцена на состојбата со човековите слободи и права,
каде што народниот правобранител дава јасни констатации за секоја област поотделно. Да, имаше и препораки според извештајот на Прибе, со препораки во која насока како да се направи подобрување, вклучително и во областа дискриминација, е јасен показател за тоа колку другата страна сериозно го сваќа. Јас би додал тука нешто, се извинувам. Мислам дека беше пропуштена една перспектива и повторно ќе кажам, имам таа комоција од страна, ги гледам работите и баш бев зачуден што колегите од владачкото мнозинство или пратениците од владачкото мнозинство не реагираат. Се постава пак обратното прашање. Ако станува збор за усвојување на толку важен документ, што направи народниот правобранител да го промовира тој документ пред неговото донесување, меѓу другото знаат пратениците дека тој е важен и дека треба да се донесе. Сакам да кажам дека е исклучително важна улогата на народниот правобранител. И секако дека треба постојано се јакнат неговите надлежности. Тие добија нова смисла по усвојувањето на рамковниот договор и уставните измени кои што следеа. Меѓутоа, од друга страна пак, треба да имаме една доза на критичност и кон самата институција народен правобранител. Ако се толку лоши состојбите во областа на човековите права и слободи, особено кога станува збор за кршење од страна на институциите на системот, еве да речеме, дали состојбата во 2002 по значително зголемените надлежности кои што ги доби народниот правобранител се драстично променети? Не. Од аспект на буџетот кој што го добивате, луѓето кои што ги имате администрацијата со која што поседувате. Значи, треба да бидеме самокритични. И во таа смисла, ова кое што го спомнавте со документот, навистина, јас предпоставам дека во мноштвото на документи, многу настани, можеби станува збор за недостаток од координација. Меѓутоа, од друга страна, па си велам, ако станува збор за толку важен документ, јавноста дозна за документот кој вие пропуштите да го усвоите. Значи, што направил народниот правобранител за неговата промоција? Јас не се согласувам со вас. Затоа што годишниот извештај не се разбира, ќе ви кажам и зошто не се согласувам со вас. Годишниот извештај на народниот правобранител се доставува до пратениците, односно до собранието секоја година до крајот на месец март. Тогаш кога се доставува, народниот правобранител на јавна пресконференција информира за состојбата со човековите слободи и права. Во исто време, значи откако тоа го направи, не дека не го направи за да се помине извесен период пред собранието на Република Македонија, пратениците да го разгледаат. За секој од областите медиумски беше покриена. За секој од областите народниот правобранител алармираше не само во текот на годишниот извештај, алармираше и алармира се уште секојдневно во емисиите преку медиумите. Господјо Туфекџиć, вие сте како пратеник од овој состав и владеачкото мнозинство, што ве дефокусираш? Значи, јас во неколку наврати реков дека не бев присутна во моментот во салата поради еден друг настан во основното јавно обвинителство на кој мора да се појавам. Меѓутоа, тоа не ја намалува одговорноста, се разбира, на нас пратениците за усвојувањето на тој извештај. Се работеше за некоординација помеѓу претседателот на собранието и пратеничките групи во дадениот момент и се случи тоа што се случи, меѓутоа грешката брзо беше поправена, бидејќи Комисијата за политички систем со свој извештај, значи сега намерно објаснувам какви извештаи се во прашање, владата реагираше следниот ден со свој извештај Комисијата за политички систем ги усвои истите препораки, односно препораките од народниот правобранител и тој извештај на како Комисија за политички систем со препораките го испрати до собранието и вчера беше усвоен, така што препораките на народниот правобранител се пратени до владата и од страна на собранието. Како вам ви изгледа како граѓанин се во ова што се случуваше кога зборуваме за дискриминација и вакви појави и неусвојувањето на извештајот, да, првиот ден за заштита на човековите права и слободи, да. Ја еве малку ќе зборувам и од позиција на председател на Меѓународен сојуз Скопје, организација која што се занимава со заштита на цивилно општество. Имаме многу случаи каде што дискриминацијата владее, но имаме многу случаи каде што владее сиромаштијата. Да, вие прецена социјалната дискриминација, за дискриминација, а имаме случаи каде што имаме безброј луѓе кои што немаат кров над глава, ги чека една ладна зима и треба да се погрижиме за таа категорија на луѓе, да и обезбедиме бар малку пристојни услови. Мислам дека тоа се теми кои што треба секојдневно да ги зборуваме и да алармираме. Што се однесува до народниот правобранител, јас морам да кажам и да бидам чесен и пред себе и пред целата јавност дека
Меѓународен сојуз Скопје и јас како председател на Меѓународен сојуз Скопје и народниот правобранител имавме досега многу успешна соработка, поради тоа што народниот правобранител беше оној кој што застана во заштита на неколку случаи кои што беа од Меѓународен сојуз Скопје со конкретни дела, и со конкретни постапки. Тоа не може да не го земеме во обзир, така да јас не мислам дека треба народниот правобранител со мегафон да алармира и да ја покаже важноста на извештајот кој што бил достоен, така да во однос на Да, но мислите ли дека обичниот граѓанин знае кому треба да се обрати? Обичниот граѓанин почнува сега да се едуцира каде да се обраќа. И мислам дека не ги знае точните надлежности, може би, на народниот правобранител, но пробува секаде да си го најде спасот. Кога некој си бара спас, онда се обраќа и оному каде што треба и оному каде што не треба, барајки го собствениот спас. Затоа си кажувам дека онаа категорија која што јас би издвоил во моментов како најдискриминирана категорија на луѓе се лицата со посебни потреби. Точно. Да, и рековме дека и останато и ЛГБТ заедница, јас ке зборам отворено, ЛГБТ заедница си го наоѓа својот спас, зборуваат јавно, има дебати, има семинари, секој се бори на свој начин. Лицата со посебни потреби се најдискриминираната каста. Во оваа смисла само би сакал да додадам дека ние на почетокот на годината утврдивме дека наша стратешка определова стратешки фокус како Комисија за заштита од дискриминација ќе бидат лицата со посебни потреби. Ние оврска нашиот извештај секоја година да го публикуваме и да го доставиме до сите институции. Овој пат, токму заради оваа констатација, во соработка со амбасадите и меѓународните организации кои што помагаат на Комисија за заштита од дискриминација, одлучивме извештајот да го испечатиме на Брајево писмо, да го искомуницираме со организациите на слепи во Република Македонија и на тој начин да им укажеме на потребата и на можностите кои што им стоат на располагање. Зошто тоа го направивме? Заради тоа што видовме дека постојат представки кога граѓани се дискриминирани токму по тој основ и сметавме дека можеби е дојдено времето кога треба да се посветиме секторски, се разбира во согласност со можностите, со оглед дека немаме администрација и дека немаме апсолутно никаков буџет за некаква поголема јавна промоција. Со оглед на тоа дека Меѓународен сојуз се занимава и со оваа категорија на луѓе и сега заедно со градот Скопје имаме во план некаков проект за отварање некакви дневни центри посветени на лица за посебни потреби. Но она што е исто страшно, што еве сега ние сите овде ќе се сложиме дека лицата со посебни потреби се најдискриминирани, но ние сложувајќи се со таа констатација, ние ствараме едно чувство на жалење за тие лица, што мене не ми се допаѓа. Тоа е генерално, тоа е генерално впечаток на јавноста кој ќе се споменат тие лица со посебни потреби, има чувство на жалење. Јас мислам дека треба да работиме на тоа чувство на еднаквост и тие да ги приспособиме да припаднат во еден наш еднаков свет. Имаше многу добра акција само во оваа смисла за лицата со Даунов синдром, ако се гледат. Ако ја следевте, мислам дека беше под спонзорирана од меѓународна организација. Да, меѓутоа веќе имаме здруженија кои се организираат и стануваат тие проблеми видливи. Но господја Бајрановска, Мустафа, представки поднесуваат и кај вас? Да. Имаме посебно и во комисијата. Како завршуваат? Вашите одлуки не се обврзувачи. Така е. Ние имаме посебно оделение за заштита на правата на децата и на лицата со посебни потреби. Тоа значи ја покажува од една страна и сериозноста на народниот правобранител во однос на почитувањето и создавањето услови за остварување на правата на лицата со посебни потреби. Не случајно е ова посебно оделение. Значи, правата на лицата со посебни потреби не ги гледаме разделени од правата на другите граѓани. Да, меѓутоа во судовите немаме практично воопшто пресуди. Има една пресуда за лица со посебни потреби, да, има донесено во делот спредена општина. Јас знам и неколку други. Има, значи, но факт е дека иако одлуките, односно препораките, укажувањата и информациите на народниот правобранител не се обврзувачки. Тие се патоказ како да се смени свеста, како да се смени администрацијата во постапувањето. Споменавме преска промена на надлежностите, зајакнување на надлежностите на народниот правобранител. Да, меѓутоа свеста не се менува, напротив. Има. Со самото тоа што и лицата со посебни потреби веќе доаѓаат во институциите.
ги барат своите права, укажува на тоа дека не им се потребни секогаш здруженија на граѓани или некој да ги потикне. Настапуваат индивидуално за заштита на нивните права. Од друга страна сакав да потенцирам еден друг податок, а тоа е дека институцијата Народен правобранител сега може да делува согласно новите надлежности и како пријател на судот. Неговите надлежности не се обврзувачки. Меѓутоа, делувајќи како пријател на судот, во случај кога укажува, утврдува повреда, органот едноставно не ги зема во предвид укажувањата на Народниот правобранител, може да се јави како добра припомош на граѓанинот во остварувањето на правата за заштита пред во судска постапка. Нели мислите дека проблемот е сепак во судовите, каде што се регистрира, јас прочитав повеќе извештаи, дека нема сензибилитет воопшто за овие случаи? Каде преставките завршуваат во вашиот извештај? Во однос на судовите има промена заради тоа што во континуитет се организираат серија на обуки спонзорирани од меѓународни организации токму во однос на овие постапувања на судовите. Но дали имаме резултат? Бидејќи кај нас жртвата треба да докаже дека е жртва на дискриминација. Од аспект на надлежностите на Комисијата за заштита од дискриминација, споменав дека оваа година само оваа година во 20 случаи утврдивме дискриминација по различни основи. Мислењата кои што ги изготвува Комисијата представуваат елаборација на истакнатиот став зошто сметаме дека има повреда на нечио право, односно зошто сметаме дека има дискриминација. До оној кој што е извршил повредата на правото, му го доставуваме тоа мислење, му даваме рок во 30 дена да исправи повредата на правото и за тоа повратно да не извести. Доколку тоа тој не го направи, странката која што нас ни собраќа или ние како институција имаме право да се обратиме до судовите и на тој начин да се отстрани повредата на правото. Сега интересно е до сега не сме се обратиле, знаете зошто? Заради тоа што во сите случаи што сме ги добиле, имаме повратен одговор од страна на правните лица, од страна на физичките лица, од страна на државните органи, дека ќе отстранат повредата на правото и главно постапуваат по колку што ме служи меморијата, не ме земете за сигурно, но во најголем дел од случаите, скоро повеќе од 90% имаме постапувања и повредата на правото со страна. Дали вие постапувате, му одговоривте преска на Бојан, сепак и на неговите инсистирања, сами без на сопствена иницијатива? Комисијата работи по представки, и бидејќи не сме слушнале никаква осуда на некоја постапивме по сопствена иницијатива пред еден месец, кога имаше еден настан, една непријатна случка во едно основно училиште, кога едно девојче, вероисповед муслиманка, и беше забрането, покриена со шамија, да влезе во училиштето од страна на службите во установата. Тогаш излеговме со став јавен до сите средства за јавно информирање, во кој што укажавме на пресуди на Европскиот суд за човекови права, на македонското законодавство, на компаративни примери, особено последниот пример со законските измени во Белгија од 2011 и нивното потврдување од страна на Европскиот суд за човекови права, според кој носењето на шамија представува јавна манифестација на слободата на вероисповест и како такво не смее да биде забрането. И тоа беше наш јавен гест во однос на односната тема. Тоа е само иницијатива. Тоа беше наша сопствена иницијатива и ја информиравме јавноста во однос на тоа прашање, упативме апел до управата на тоа училиште, таквата пракса да се смени, заради тоа што сме уверени дека ова кое што ние го споменавме како став е единствено исправно. Но во право сте, во најголем дел од случаите, повеќе од 90% активноста на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација се состои во постапка по представки и тоа како што споменав се должи на фактот што немаме административна служба практично, имаме сосем ограничен буџет, но со оглед на се, мислам дека добро постапуваме. Дали мислите дека ова се доволно институции, дека судовите што кусо вие би промениле да се поправи ситуацијата? Јас мислам дека институции имаме, меѓутоа проблемот е кадарот во институциите, вклучително тука е и судството апсолутно, како трета власт, во справувањето со дискриминацијата. Собранието исто така не само што носи закони, собранието и се грижи за интересите на граѓаните и за тоа има една анкетна комисија, постојана анкетна комисија, која за жал не се состанува последниве 2 мандати ми се чини за состојбата на човековите. Таа вообичаено е предводена од опозицијска партија
секогаш и се надевам дека и граѓаните ќе поднесуваат покрај кај народниот правобранител, тие можат да се обратат и до таа комисија. Комисијата за еднакви можности, например, ќе има и јавна расправа во четврток по однос на говорот на омраза во медиумите, потикната од кампањата на 3 радија во земјава за прееманципираните жени, каде што жените беа мета на дискриминација и говор на омраза. Таа кампања представа и за крај Боја. Благодарам, значи ништо сметам дека сите ние колективно треба да се бориме против таа дискриминација и сите треба да го користиме својот глас кој колку може. Сметам дека Комисијата за заштита против дискриминација треба да биде многу погласна и треба да има многу повеќе иницијативи сама да не работи само по представки. Сметам дека и надлежното министерство треба да биде поактивно. Сметам дека сите институции треба да работат на овој, вие медиумите да апелирате и секогаш тоа да биде во полза на сите оние граѓани за кои што ние вечера овдека дебатиравме и мислам дека само така отворено можеме да одиме кон еднакво општество за сите граѓани. Тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Благодарам на сите на учеството, вам ви благодарам на вниманието. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.